Благодарам многу, ве поздравувам овој пат од татамите, од една убава спортска сала каде што ќе говориме како изгледа да се биде спортист и што се случува во светот на спортот во услови на пандемија. Верувам сите добро знаеме дека спортот е можеби една од најважните работи во светот кој што привлекува големо внимание. За спортистите се разбира дека е начин на живот и секојдневие, меѓутоа меѓу другото во спортот можеби се случуваат едни од најголемите бизниси заради тоа што интересот е секој пат голем. Публиката сака да добие карта плюс и во живо да гледа како спортистите си ги одмеруваат своите сили, а пак ќе кажам, тие секојдневно макотрпно работат за да бидат што подобри во она што го работат. Утрово малку повеќе за спортот говориме овде во карате клубот Металург, а мој соговорник утрово е господинот Мирче Јанушевски, кој што е главен тренер овде и секојдневно работи со младите таленти со цел тие да бидат подобри и да постигнуваат убави успеси. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најдов. Добро што разговараме за спортот. Спортот е секогаш привлечен за младиве. Нив ведно им представува и предизвик, низ тренинг, низ напори вложени да постигнат резултати. Да, јас кажав во најавата, секојдневието на спортистите, сликата на татамите, во салите, на големите стадиони ја доживеа спротивноста од она на кое што сме навикнати. Публика нема, надпревари нема, спортистите мораат да се снаоѓаат како ќе одржат својата форма. Како од ваш агол изгледаа месеците на карантин и месеците кога се справуваме со пандемија, па мора да функционираме по нови правила? Ова што помина е навистина тешко, се надеваме побрзо ќе заврши, затоа што основното што е, кога тренирате, имате цел да се надпреварувате, а на надпреварот да постигнете добар, висок спортски резултат. Не се задржуваме само во Македонија, рамките на Македонија, нашиве репрезентативци, односно надпреварувачи од клубот кои што се репрезентативци, настапуваат на европски првенства, на светски првенства и сето тоа е, да речеме, сето тоа го определиле и го распределиле своето слободно време за да се има доволно време за подготовки, за да се постигне врвна спортска форма и низ надпревари тука секако и потоа на европски, на тие меѓународни надпревари да се постигне висок спортски резултат, што е предизвик и на крај желба и цел на секој од овие спортисти. За жал во овие услови прво што настрада да кажеме беше забрането да се вежба, имавме одреден прекин, затоа што не можеше да се одират во групи. Наредно што беше уште полошо, беа откажани сите европски, светски, универзитетски првенства, олимпијадата беше откажана, така што со сите овие надпревари планот за подготовки одеднаш како да падна во вода, значи не можете да настапувате и се поставува прашањето а што ќе правам, зошто да вежбам. Која беше вашата улога во овие моменти? Колку време беше клубот ставен под клуч? Имаме ли ориентација? Па од март месец кога беше, имавме проблеми со вежбањето и да не се вежба и така натака, да се почитуваат мерките кои што беа пропишани од страна на државата и ги почитувавме. Меѓутоа, еве кога да речеме се олабавија тие мерки, преку летото почнавме нов циклус на подготовки, повеќе во природа трчање, имаме тука одличен терен Газибава, каде што надпреварувачите имаат можност да ја повратат својата физичка сила, да се подготват и така натака. Сето она што го бара каратето како специфичен спорт, во однос на физичка подготовка, на Газибава сето тоа го направивме и се уште го правиме, бидејќи дозволува времето, така што дел од тренизите се таму, да кажеме. Има би рекла два важни аспекти за кои што сакам да ве прашам. Едниот малку го начинавме, а тоа е самата психологија на спортистите и прашањето, па добро, еве јас ќе одржувам мојата форма, но за каде ми е тоа ако не се надпреварувам? Како се справувавте со тој дел, бидејќи вие сте и ментор? И втора работа, се разбира дека за се се потребни финансии. Ако вас ви е клубот затворен, ако се намалува бројот на чланарини, финансии и така натаму, тоа значи и логистички дека се отежнува функционирањето. Како со овие две нешта, бариери, препреки се справувате? Првата е многу потешка затоа што секогаш се поставува прашањето зошто вежбам ако не можам да настапам. Да. Покрај тоа има најбанални бариери. Не може да влезете во одредена држава ако немате тест. Тестот важи, да речеме, 3 дена или како го кажуваат, 7 дена или не знам. Поминат, тогаш па не можете ни да оди, али во суштина и нема надпревари. Сегде
е присутна таа, да речеме, психологија, односно ете тие предупредувања, тие мерки да не се групираат, да не и така натака, еве како што гледате и во фудбалот, празни стадиони. Значи тоа е најтешкото. Меѓутоа ние кажуваме во ред, ако се подобри ситуацијата или се најде, што тогаш? Тогаш ќе почнеме подготовки, па после 3-4 месеци ќе имаме некое ниво за надпреварување, така што и во овие услови се прават максимални напори за да се одржи таа форма, иако свесни сме и ние надпреварувачите дека во суштина не можеме да се надпреваруваме, меѓутоа затоа секогаш тренерите имаат нешто да поправат кај надпреварувачите, исто и они да поправат одредена техника, дали рачна или ножна, каратето е со рачни и ножни удари, блокови и така натака. И на крајот приод во борбата. Ово е период кој што може тоа добро да се искористи, затоа што секогаш такви, да речеме, периоди нас ни недостасува. Да, секој пат имате што плюс да работите. Да, а ово е слободен период кај што тоа може да го направиме. Тоа е една работа, во втората работа со финансиите, тешко иде со овие финансии, поготово имавме, да речеме, систем сега на ваучери, кој што ги даваше Агенцијата за млади и спорт, сега тие ваучери не значат ништо, тоа е чек без покритие, ако не најдете фирма или некој кој што ќе ви даде пари врз основа на тој ваучер. Ваучерот е у суштина ограничување. Можете да земете, да речеме, 1.000.000 денари, 2 милиона, 500.000 денари, толку е. Кога ќе се исполни таа квота, има посебна контрола во УЈП, се прекинува. Така што финансирањето од секогаш било и ќе остане проблем. Ние за ова сме известили, сме ги известили, да речеме, надлежните. Имате начин како да им го кажете тоа на надлежните? Имаат секогаш кога не повикуваат, значи ние го кажуваме нашето и го образложуваме. Кажуваме ако веќе во буџетот се, да речеме, одвоени одредени средства, бидејќи изиздадеш ваучер, ти сметаш дека тие пари нема да влезат во буџетот. Ако е така, зашто кога има прилив тој данок на добивка, зашто не се распределува директно од УЈП? Зашто на клубовите им се става додатен товар? Затоа што овие помали спортови нема толку јаки управи, толку, да речеме, вработени кои што па немаат буџети, али не можат они, многу ги оптеретува самото барање, значи тоа. Така што ние би сакале тоа да се поправи и во иднина, значи кога ќе дојде да се најде, да речеме, начин да клубовите бидат во, да речеме, нормални граници, да бидат обезбедени финансиски и за да може, затоа што да се разбереме во Македонија има сиромаштија, а талентот не значи дека секогаш богатото дете ќе биде тоа што ќе дојде да вежба, има надарени деца кои што немаат услови. И е жално финансиите да бидат пречка, во суштина не би требало да биде така. Дали децата остана упорни со желба за спорт, се намалува бројката на членови или сепак имате тие што се надпреваруваат, тие што има и резултати, тие што беа заљубени се во спортот, и мали деца има, така што тука се доаѓаат, вежбаат, ние ги вежбаме со тоа што внимаваме на тоа што треба да биде растојание помеѓу нив. Во каратето има начално две дисциплини. Категорија за надпреварување, ката, каде што вежбате сам. Да, и нема контакт. И нема контакт, поединечно кога настапувате. И борба каде што имате практично контакт. Не смете да го дирате противникот, меѓутоа тоа е друго. Значи ви треба партнери, се го не го работите. Значи во вакви услови катата нема пречка да се вежба, да функционира. Да. Полека привршуваме, бидејќи ни стекуваат последните минути, затоа сакам со еден мотивирачки начин да си го заокружиме разговорот. Вашиот клуб има успеси досега и тоа големи успеси. Вредно е барем накратко да ги спомнеме. Има ли нешто на кое што сте особено досега горди и нешто кое што ви е важен следен предизвик и, како рековте, без разлика на условите, ние ќе се подготвуваме за тоа што не очекува? Клубот од секогаш важел како еден од најдобрите клубови во Македонија. Има постигнато резултати кои што го одбележале карате спортот. Да речеме, прв пат се освојува место во сениорска категорија. Тоа беше Гоце Петров на балканско првенство во Воло, со Балканијада. Меѓутоа, многу вредна и највредна е Иво Цветковски како сениор во Братислава 2007 година го освои вице-шампионска титула. И таа беше прва во историјата на Македонија, мислам, во сениорска конкуренција борби.
Имаме и други, имаме 14 на медали од овие поединечни настапи од европски званични првенства. Имаме 4 од екипни европски исто, така, например, резултати на кои што сме посебно горди. А последниот што беше во 2017 европски шампионат на региони, ние станавме шампиони на Европа. Така што од помладите имаме категории каде што се постигнувани бронзи, сребрени медали на европски првенства и секогаш ни бил предизвикот да се подготвиме и да покажеме дека и од Македонија, без разлика на тие финансиски потешкоти, дека може да се постигне резултат во Европа. И на тоа сме посебно горди. Тоа се докажувало, а верувам дека стои како предизвик и за и понатаму да се оправда, нели? Да бидеме и што подобри и подобри. Видите, кога ќе влезете во сала како тренер или како било кој човек кој што го сака спортот и гледате веднаш, ги проценувате по одредени движења, по тоа што покажува и од најмлади категории, проценувате кој може да биде и може со сигурност да кажете ќе биде одличен надпреварувач, кој може да конкурира за, значи секако треба да биде шампион, првак на Македонија, меѓутоа дека и во европски услови, ако продолжи ќе постигне резултат. Ви благодарам многу за убавиот утрински разговор, за тоа што не примивте овде во вашите простори и услови за работа. Ке ви посакам да го задржите овој убав спортски дух и во иднина да се гледаме за нови успеси кои што ќе ги споделиме со нашите гледачи. И јас се надевам дека во иднина и да речеме спортската јавност во Македонија ќе израдуваме со уште поголеми успеси, затоа што секогаш е предизвик да се постигне нешто. И се надеваме дека веќе наредната година ова состојба што е во случај во врска со пандемијава на некој начин ќе се стабилизира, односно ќе имаме можност веќе и најавен календар на надпревари, па се надеваме дека ќе имаме можност затоа што ако некој вежба има надпреварувачи кои ни се екстра светска класа, вежба ти се бајли навечер. Така што тоа се многу време откажување од сите задоволства што може на друга страна да има младиот човек, така што се надеваме дека ќе имат можност да се ги бранат боите на Македонија. Да. Ви благодарам уште еднаш многу од срце, се надевам и јас искрено. Особено ми е драго кога ќе слушнам или кога ќе го почувствувам овој убав спортски дух, спортистите докажуваат и покажуваат како е да се биде упорен и да се задржи волјата без разлика на овие отежнати услови. Постојат овие карактеристики, останува се разбира надлежните да имаат слух и да бидат тука за да ги поддржат нашите спортисти и клубови со цел да можат да продолжат да функционираат и да не радуваат не само со домашни, туку и со меѓународни спортски успеси.